Почитувани медиуми, почитувани граѓани, кога уставниот поредок и основните човекови права се загрозени, потребна е заедничка акција. Денеска СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд против неуставната резолуција на ДПМН и ЗНАМ усвоена во Собранието. Конкретно, за повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко дејствување на опозицијата во целост преку цензура, за која тема од исклучително јавен интерес. Граѓаните тоа многу добро го знаат. За еден договор со Британија, за кој јавноста дозна од британските медиуми, поврзан и со заем од 6 милиарди евра. Оваа тема никако не може да биде третирана како создавање паника и како закана за јавната стабилност. Не може резолуција во Собранието да биде против наративот на опозицијата и да се заканува, повикувајќи се на кривичниот законник, прекршоци и кривични пријави заради искажан збор. Затоа, Уставниот суд, како главен заштитник на Уставот и уставниот поредок, на слободата на говор и правата гарантирани со Уставот, има обврска да ги заштити. Уставниот суд мора да ја укине оваа неуставна резолуција. Кога се загрозува Уставот, се загрозува демократијата и поредокот на Македонија. Кога се забранува дебата и се воведува цензура, демократијата престанува да постои, се воведува диктатура и режим. СДСМ отвори фронт за правда. Нема да дозволиме гушење на демократијата и слободата на говор. Заедно со граѓаните ќе одбраниме демократијата и ќе одбраниме Македонија. Ви благодарам.